Дена по заканите кои ги упади Славјанка Петровска, официјална Москва и Владимир Владимирович Путин се уште се плашат да одговорат на заканите по нивната безбедност. Откако Славјанка објави војна на Русија, се уште нема никаков коментар. Инаку, за споредба, кога и Бајден да каже било што, Путин веднаш реагира. Кога и да каже било што Меркел, односно веќе Меркел нели е пред пензија, било кој од европските лидери или Столтенберг, Путин пак веднаш реагира. Но кога станува збор Славјанка, очигледно председателот на Руската Федерација се плаши. За ова и за многу повеќе во утро разговарам со Самуил Малчевски, универзитетски професор. Самуил, ние за мирнодопски услови се договаравме, но ова некако војна почнува. Прво, добро утро, Љупче. Добро утро на сите слушатели на Радио Лидер. Поздрав на сите оние кои што не следат на фан страната на Радио Лидер. Тешки има една изрека која вика страшно смешно. Зошто е сега страшно смешно? Прво, мене ми е смешно на момент во кој што министерката кажува дека ние правиме некакви анализи. Че очигледно не го познава ресорот во кој што Како изгледаат тие анализи? Па не, и мене страшно ме интересира. Може да се динге анализи, нели, она тоа е позната по социјалните медиуми. Но во суштина ние сме членка на една моќна алијанса, тоа е НАТО алијансата. Точно, ние сме прозападно ориентирани. И сега ние кога осудуваме овие нели одредени активности на Руската Федерација и мешањето. Да, ма знаете како една таква сериозна алијанса, сигурно минимум пред една година има направено сериозни анализи, сериозни симулации, што и како би се случувало. Тука изјавите на министерката дека се прават некакви анализи, помалку се и комични. Втор момент кој што е доста интересен, те уверувам сега да ја прашувам министерката, кои се чинови во АРМ, она нема да знае да не ги каже. Која е формациската поставеност на АРМ, јас гарант, она нема да знае ни кои се водови, чети и така. Мимо генералниот штаб и ние правевме една анализа за нели руската армија и нејзината моќ и констатиравме само дека во Русија има 13 пати повеќе пинг-понгари од што Македонија има војници. Значи они можат со пинг-понгари, оние пинг-понг играат, буквално да не победат. Но прво да не ја подценуваме армијата, имаме страшно добри специјални единици кои што се добро обучени и спремни, но за жал на вистината по бројка тие се во споредба со една таква светска велесила малку и не знам што друго да кажам освен тоа дека еден сериозен ресор го води министер кој што е во старт покажува суштински непознавање на работите. Се уште не можам да разберам какви се тие анализи кои ние ги правиме во однос на овој конфликт. По социјалните мрежи имаше многу така комични и смевачки коментари од типот дека држава која не може да обезбеди во Рачиново и во Грчец да се плаќа струја, се меша во внатрешни, односно се обидува да заземе страна во еден интернационален конфликт, каде што големите сили очигледно си ги премеруваат своите сили и овој пат на тук терен, односно на терен на Украина. Да се разбереме, ниту ние сме проруски ориентирани, ниту ние сметаме дека она што го прави Руската Федерација во Украина е добро, но тоа е една анализа која може да се одвива на еден ваков начин, на експертска или било како. Уште поинтересно е што големи светски велесили како Германија, значи се држат во овој момент на некоја неутрална позиција, ни даваат изјави, ни завземаат страни, а нашата министерка трча некому да се додвори, пак ќе кажам, при тоа страшно смешно изгледа. И да се додвориш, ти можеш да кажеш, сметаме дека тоа што го прави Русија е лошо, ама дека ти правиш анализа да влезеш во воен конфликт со Русија, значи ние пак се навраќаме на основно прашање. Ние сме членки на НАТО алијансата и ние треба да ги следиме одлуките на самата алијанса во која што членуваме. Ако НАТО алијансата одлучи да отпочне воен конфликт на територија на Украина, тогаш би требало како членка на алијансата и ние да допринесеме во тој процес. Но јас не слушнав изминативе неколку дена никакви изјави од официјални представници на НАТО алијансата. Не знам, боже, сум пропуштил нешто, не викам, не. Ама јас стварно
не видов некој од нив да излезе со некаква изјава визави нашата министерка. Дали мислиш дека еве доколку има конфликт во Украина, што не е далеко од очекувањата во овие моменти, не знам дали ќе се вмеша Западот, дури Соединетите Американски држави рекоа дека ќе воведат санкции кон Русија доколку ја нападне Украина, но не рекоа дека ќе влезат во војна, што е навистина различно. Но дали доколку се случи било што, со сите наши капацитети, цела војска, цела полиција, да ја пратиме таму, би можеле да смениме било што на тој терен? Не, апсолутно не можеме да смениме ништо. И покрај тоа што пак се навраќам на она претходна констатација дека стварно нашите специјални воени полициски единици се супер обучени и спремни, но сепак по број се малку, не се. Она што го прави Русија кон Украина е многу слично, иако без сила, барем засега, на тоа што Бугарија се обидува да го направи кон Македонија. Тоа е негирање на цела една држава, негирање на голем дел од народот, со единствена разлика што ние немаме голем процент на граѓани кои се декларираат како бугари, за разлика од Украина, каде што бројката на декларирани Русија колку и да сакаат да прикажат некаква си бројка, факт е дека на 15 ноември 2021 на изборите во Бугарија само 650 луѓе гласале во амбасадата во Скопје. Од кој пола се вработени таму? Пола, па да. Ама еве и сите да се македонци кои што имаат, се чувствуваат, еве кажеме како бугари, тоа од 2 милиони е негде 0,03%. Од 1.300.000 е негде 0,05%, што е, може да се каже дека мислам статистичка грешка. Онако што настојува да го направи владата на нашиот источен сосед, ја веќе неколку пати имам јавно дискутирано на таа тема. Значи тоа е само покажува дека оној суштински се зборувам за политичарите, за владата не зборувам за бугарскиот народ, него моментално политичарите во Софија суштински покажуваат дека се наследници на администраторите кои што пред и за време на Втора светска војна биле присутни тука. Так. Ајде да бидеме поблаги, да не кажеме некои по Добро, во Втората светска војна малку различно е украинското и македонското сценарио, но денес гледа многу. Ама знаете како вие, но знаете како е. Вие да негирате народ, да негирате јазик, да фалсификувате историја. Пак ќе се вратам на самиот почеток. Вие се упатувате остри тонови кон една земја која пола онака Евроазија буквално ја контролира на мапата. Да каже нема газ. Од една страна и окей, добро, еве, вие сте западно ориентирани, јас сум западно ориентиран, иако одбирам малку како зборувам во однос на овие прашања. Мислам не би најавил војна, но би кажал дека тоа што го правите е лошо. Апсолутно. Сега, која е разликата? А токму оној кој на секаков можен начин ве негира, ако се сеќавате, дури тенкови најавуваше Красимир Каракачанов, и истата оваа влада ниту една нота не прати дека тоа е проблематично однесување и дека ние анализираме и дека на некаков начин, дали преку санкции, дали преку блокади, ќе се соочиме со тој терор од страна на Бугарија. Значи ние ќе го решаваме руско-украинското прашање, така апсолутно. А она прашање кое е наше и кое Бугарите само прашање на геополитика е, односно нашето сојужниство со Соединетите Американски држави, единствената причина што до сега не донеле тенкови, да бидеме вака. Па да, и оној договор кој што 2008 беше подпишан за геостратешко партнерство со САД, и тоа што во овој момент и никаков остар тон од наша страна. Ние Путин можеме да го искритикуваме, но оној кој нас не загрозува лично. Знаеш, Љупче, како е? Си ги штитат фотелите. Зошто си ги штитат фотелите? А суштината на сето ова јајти што го дискутираме тука е тоа што во овој момент на високи државни позиции во Република Македонија се луѓе кои што се буквално дојдени од улица. Прашајте ги кој е нивен професионален успех, ја не верувам дека еден ќе ви кажат. Лјупчо Николовски е огромен професионал. Ама Путер. Во неговото CV стои дека тој бил на неколку високи позиции во СДСМ. Надвор од тоа, Лјупчо Николовски во приватен сектор, едино надничар нешто ако работел негде. Ајде Оливер Спасовски да го земеме. Ајде да го земеме Марицич. Оливер Спасовски веќе ќе имаме конфликт со Бога.
доколку го анализираме, затоа што ама они нема, но се луѓе, они се луѓе кои што немаат ни лични успеси, а и професионалните да ги остави. Еве зашто не кажеме за Тупанчевски на пример дека нема. Ама он е поим човеков, се ваков, таков не ти се свигал, не ти се свигал. Јас немам лошо мислење за професорот Тупанчевски, само ме чуди како он се најде во една чекал некој да му понуди човек. Во една ваква констелација на односи, зашто неговиот професионален бекграунд го става на коцка практично, членувајќи во една влада која што по сите параметри е најслаба влада до сега. Замисли ти состанок на влада, сега ти си Тупанчевски или Малчевски или небитно, универзитетски професор, интелектуалец, секоја вечер читаш книги навечер, слушаш джез на Сабајле, нешто, глумиш, гледаш National Geographic, документарци, уживаш во нели, во тоа интелектуално просветлување, може си дел нешто, не знам, од тие организации, така натаму, свет те почитуваат, имаш 10 професора од Франција, од Германија со кои може да се чуеш и така натаму. И со сет тој бекграунд наеднаш треба да седиш до Славјанко влада. Или до Таче. Или пак до оној, или до Љупче Николовски. Сега ти треба рамноправно со Љупче Николовски да одлучуваш, а во оваа ситуација не само што рамноправно, многу често овие вакви хајде да не употребам некој лош збор, типот шути и рогати, но овие овакви кои стварно не се интелектуално просветлени, нели? Тебе ќе ти наредуваат, а ти си им професор. Стварно мене и долго време ќе остани нејасно дека професорот Тупанчевски не излези, не ја објасни неговата позиција и зошто он прифатил да членува во една ваква влада. Не би сакал да навлегувам, значи пак ќе кажам, јас имам многу високо мислење за професионалниот бекграунд на професорот Тупанчевски. Најверојатно на еден ден ќе треба да објасни што е тоа што го натерало да прифати да седи во една ваква, да кажам, по сите параметри најслаба влада што имала Република Македонија. Добро. Значи заклучивме дека владата не е најслаба во историјата на Македонија. Нема што тука да се направи. Земи ги само биографиите. Замисли да бевме јаки. Ние со најслаба влада, Путин се плаши да ни одговори, а имавме јака влада. Знаеш што ќе беше тоа? Ја мислам дека тоа не ни допрело. Не ни допрело до Путин на таа. Не допрело до подсекретарот на подсекретарот на подсекретарот. Негде. Во руското МНР и рекла будали. Тоа е. Што да правиме? Одиме понатаму. Она што е актуелно овие денови е дека како се викаше Димитар Ковачевски, постојано го заборавам, не може да ми влезе во глава човеков. После толку многу емисии беше во посета на Бугарија, каде што прво беше бугаринот тука, па за еден ден овој нашиот отиде тамо, нешто видов негде цвеќе положува, изјави дава, нешто ќе решавале, работава. Извинете вака цинично што раскажувам, ама нема друг начин да се објасни тоа, некако многу несериозно ми делуваат овие обеди и на Петков и на Таче да се реши проблем. Ајде вака едно по едно ние да ги разгледаме работите. Прво, де факто и де јуре, Република Бугарија има декларација во нивниот парламент. Декларација која што Петков никаде не ја спомнува и ја избегнува, но таа е обврзувачка и никој нема одповикано истата. Ако они имаат сериозна намера да нас не деблокираат од нашиот европски пат, прво нешто што треба да направат е да ја одповикаат таа декларација. Точно, затоа што таа декларација има крајно шовинистички погледи, па да не речеме и дури фашистички погледи за негирање на македонски јазик, македонска нација. Значи ако вие имате искрени намери, прво нешто што треба да направите да ја отповикате таа декларација во сопственото собрание. Владата на Република Бугарија не го прави тоа нешто. Понатаму, значи они преговараат, ја договараат, некои работни групи прават, а во суштина една добра позната анегдота вика, ако сакаш нешто да не биде завршено како што треба, направи работна група. Колку повеќе работни групи, толку покомплицирана ќе биде целата ситуација. Ние видовме историската комисија колку време работи,
и не можеме да кажеме дека нешто посебно има направено и некој допринос во приказната, точно ради тие шовинистички позиции. Сега кога сме тука кај таа историска комисија, фер е да признаеме дека во светот постојат или според УНЕСКО постојат два вида на културно наследство, материјално и нематеријално културно наследство. Кога станува збор за материјалното културно наследство, тоа се не знам, од објекти до артефакти, до писмени записи кои што помалци или повеќе се лесно подложни на некаков си фалсификат. Она што не може да се фалсификува е нематеријалното културно наследство. Сега, тоа се народни песни, умотворби, анегдоти, приказни имиња, она што од колено на колено се, она што сум го слушал јас од татко ми, од дедо ми, татко ми го слушал од татко му, од дедо му и така натаму. И тука се поставува едно клучно прашање. Дали, еве, Лјупче, тебе би те прашал, дали ти досега си слушнал бугарин кој што се вика Гоце? Ама и Гоце Делчев не се викал. Гоце се викал Георги. Сега јас сум па доследен кон сите. Гоце е на Галено. Го вика македонска, егејска, поточно, која потоа нели овде се пренела. Тоа е... Добро, дали си слушнал ти една песна бугарска во која што се воспева Гоце Делчев? Па... Дали си слушнал една анегдота бугарска? Ба дури они за Тодор Александров немаат нивна песна. Ги крадат нашите, ги препеваат и кажуваат дека се на Војо Стојановски, како се викаше, ако некој уште 2-3 дела, уште 8 дела вика дека оние имаат исто препеано на бугарски. Значи нема они модерниве песни не ги крадат, па сега ние ќе збориме за нешто од пред 100, пред 200 години. И тука доаѓаме до апсурдот на приказната. Она што е позицијата на Бугарија. Бугарите очигледно ова што го прават кај нас е едно колективно кон нас, едно колективно фројдоство. Односно проблемите кои они си ги имаат со сопствената нација, кои ја не им навлагам, нивен проблем си е, сакаат да ги проектираат на нас. Ме разбираш што сакам да ти кажам. Апсолутно. Но проблемот ја не го гледам во нив. Проблемот не го гледам во нив, затоа што они едноставно имаат некој идентитетски комплекс на тоа како е создадена нивната нација, од што е создадена нивната нација, чие име го прифатила нивната нација и така натаму. Нивен проблем, пак ќе кажам, не е најпроблем. Наш проблем е сега нивниот проблем. Бугарите сакаат да го пресликаат на нас. Проблемот е што ние на се ова наместо да одговориме со нормалниот одговор, што секоја цивилизирана, нормална, стабилна нација би одговорила, тоа е не замарај, ние одговараме со преговарачки комисии, со молење и помолување. И суштината на тоа и сите ние кои што ја осудуваме оваа позиција на нашата влада, дека сме биле против европскиот пат на Република Македонија. И тука пак доаѓаме до неколку клучни моменти. Еве денес излезе. Првиот клучен момент е дека не убедува дека оној момент кој ќе влеземе во НАТО, овде ќе има странски инвестиции, што да ти кажам. Па ни Google го видовме, ни Facebook го видовме, ниту пак може владата да се пофали со некоја позначена странска инвестиција. Може да се пофалат со 111 место во корупција, 64,4% задолженост од БДП, најисториски најголема задолженост, може да се пофалат со, не знам, потрошени 600 милиони од девизните резерви, но за жал не може да се пофалат со ниедна директна странска инвестиција. Вториот момент кој што е клучен и битен, станува збор за билатерално прашање. Билатералните прашања не се составен дел од Копенхашките критериуми кои што се основа за нашето членство во Европската унија. Јас сум убеден дека Европа многу поинаку ќе гледа нова глупаво билатерално прашање наметнато од нашиот источен сосед, доколку ние не сме на 111 место по корупција. Доколку нашиот главна битка против корупцијата е путен. Денес излезе една нова листа за корупција, малку стоиме минимално подобро, само секунда, сега пак се наоѓа, пак е на Transparency International. Токму така, на Transparency International, но не е ништо подобро од претходно, само секунда. Ајде да дадеме днес, видите како излегло утрово. Еве го, излезе утрово, Македонија, сме во групата од 87 до 95 то место, значи помеѓу 87 и 95 место и остануваме помеѓу најкорумпираните држави
во Европа, значи ние сме на дното во Европа, а негде сега ќе ви кажам со кои народи сме во иста група, односно со кои држави. Во иста група сме со, само секунда, еве сме, со Косово, Колумбија, Етиопија, Гуана, Мороко, не Мароко, Мороко, не знам која е оваа држава, Северна Македонија, односно Македонија ние, Суринаме, Танзанија, Виетнам, Аргентина, Бразил, Индонезија, Лошото, Србија, Турција, Гамбија, Казахстан, Шри-Ланка, брегот на слоновата коска, Еквадор, Молдавија, Панама, Перу, Албанија, Босна и Херцеговина, Малдиви, Монголија, Тајланд, Ел Салвадор, Сиера Леоне, Египет, Непал, Филипини, Замбија, Алгерија, Есуатини, не знам која е земјава, Украина која е во војна, Габона, Мексико, Нигерија, Папуа Нова Гвинеја, Азербејџан, Боливија, Доминиканска република, Лаос и уште така неколку десетици банана држави, каде што сме нели и ние во. Јас сум убеден дека ако ние не сме во таа група на тие луѓе, дека во Европа многу поинаку ќе гледаат на целова. Многу ми е чудно Србија волку што е падната. Знаеш? Не сум не го очекував дека Србија волку ќе падне, малку ме разочара нашиот северен сосед, но тоа не потврдува дека ние понатаму не сме дно, тоа што имаме уште некој со нас на дното, тоа се Косово и Србија и Босна и Херцеговина од регионот, сите други се. Така е. Значи ние треба да се стремиме да бидеме она што е Словенија, она што се модерните европски земји, а не да сме доле на дното. Црна Гора е далеку подобра од нас. Во тињата доле да се сега од кога се ослободи од Мило Џукановиќ, особено Грција, Бугарија. Да, Љупче, ама дефинитивно кај нас уште стојат извештаите на Соединените американски држави во кои што сме етикетирани како нарко, аза. Кај нас уште има не е расветлено кој тоа се добил македонски пасош или кој се тоа белосветски криминалци добиле македонски пасоши. Па дури она последно во најглупавата злоупотреба на власта да паркираш во Скопје без пари, замислим сам колку е тоа мизерно, банално. Чекај се. Без везе. Вие од ВМРО дојдовте на власт. Вие се не паркирате бесплатно во Скопје? Не, мене тоа би било испод 6, јас да му плаќаш SMS пораки? Да, можам да покажам, имам па дури и вчера паркирав во ова си плаќам SMS пораки. Како? Иако морам да признам дека на власт е да имате такви ситни бенефити. Ама тоа зборуваме Миле Зечевиќ, Шилегов, жена му на Шилегов, тоа зборуваш ти за луѓе кои што Златко Марин, Душковиќ. Пак се навраќаме на моментот, луѓе неизживеани, безпрофесионални успеси на кои што доживеа во животот им да паркираат без пари во Скопје. Ја имам 100 евра месечно сметка за телефон само ради тие SMS пораки. Новиот директор на паркинзи ми е кроз борба, кроз живот, кроз судови сме станале добри пријатели, ја го молам да ми даде без пари да паркирам. Он ми вика, не, се шегувам, ниту го молам, ниту ќе го молам, ниту пак било која ќе ми скине казна или пак нема значи, никаков збор. Новиот директор на паркинзи Скопје и мене ми е партиски другар, пораснати сме во ист општински комитет во аеродром, се знаеме од деца. Да кажеме, но Љупче, мене испод чест ми би било јас да му се јавам на Бојан сега и да му речам, дај ми да паркирам во Скопје без пари. Стајме во систем. Едно казниче да скинеш. Ништо. Апсолутно, значи тоа говори за нивната мизерност. Што е страшно, шеф на кабинет на премиер, место да биде господин човек, он мизерува сега што му е како се вика, него ни памтам. Мартин Попов. Така, нели го извади и него. Што е страшно мизерно е тоа. Шеф на кабинет на премиер. По хиерархија ти си меѓу првите 5 луѓе во државава и се јавуваш да паркираш без пари во Скопје. При тоа возиш кола од 20, 30, 50 илјади евра. Сам колку е тоа, колку треба да си неизживеан да го направиш. Имам еден телефон за мене, еден телефон за мојот возач и он цело време нели се шалам, немам возач. Али многу добро би било вака да се човек дека има не сум имал шофер, животна желба ми е да имам шофер, али као приватњак, некам таков држава. Не, апсолутно, значи тоа е многу мизерно. И тоа говори за нивната неизживеаност.
Замисли кои луѓе ни водат држава. Луѓе кои што се јавиле да имаат без пари паркинг во Скопје. А пази, тие другите што се вработени од СДС у паркинзи, сега реагира на совет на град Скопје, ако не се лажам, затоа што директоров на паркинзи им ги земал службените возила за после работа да не си идат дома со нив. Можеш да замислиш кое лудило е тоа, дека мене ми следува службено возило 24 сата да се развозава. Тие луѓе кои што шетеа низ шарена револуција, се бореа за извојување на државата од партијата. Голем дел од тие службени возила имаат и зелени картони. Објасни ми шо ќе бара кола на паркинг за да иде надвор од држава, и тоа неколку возила, па дури по одмори си иделе со службени возила. Ама таа е таа злоупотреба, тоа е тоа. Тие ниски страсти, неизживеаност која што ја зборуваме. Тоа се истите тие луѓе, затоа пропадна шарената револуција. Затоа шарената револуција е една од во низата неуспешни револуции, така наречена револуција во држава, зашто ја водеа луѓе со ниски страсти, че што основна цел беше да се дограбаат до буџет и да бидат буџетски глувци. Ако гледаме така, да го гризаат буџетот. На пример, оставањето на Бојан Маричич во новата влада е крајно лош потек на тача од нутриционистички причини. Значи не од како да кажам, од некои политички, од нутриционистички причини е погрешно. Човекот доколку останеше во опозиција, доколку не беше премиер повеќе, може ќе слизнеше 15-20 кила. Дојде на функција како еден човек кој изгледаше онака пристојно, не беше нешто многу дебел, се здебели 40 килограми во 4 години. Павле Богоевски, пред да стане пратеник и од која стана пратеник, дупло. Значи, сега, ја немам ништо против дебели луѓе, јас спаѓам во таа група. Ама, не може ти бе во 4 години 20 кила да ставиш, а сите знаеме дека што туку си станал на функција. Зошто си го направил тоа? Затоа што едноставно веќе не знаеш што да правиш со своите пориви. Па Билјупче, кога ќе видиш дека они веќе се 5-та година власт во државава, по 4 милиарди, тоа се веќе сериозна сума, 20 милиарди евра буџетски средства. Тоа има за јадење. Средства зборуваме, не знаеме каде се потрошени. Немаме ништо опипливо, видливо дека е направено. Не може проектите кои што претходната власт на ВМРО ДПМН ги започна да ги завршат, така му ли нешто свое да направат. Не е ни чудо што они се вака сервилни и према Бугарија, и према сите. Значи ни само ги интересира да се на власт. Па јас викам тоа буџетски глувци, да го грицкаат буџетот. Значи тоа е нивната основна цел, да се на власт, да имаат шофер, да може без пари да паркираат, да имаат да си јадат со службена картица. Ќе излезе, кој што излезе, и тоа е доста интересно. Тоа се луѓето кои што претходно обвинуваат дека некој трошел средства од буџетот за ручеци, од буџетски картици, кои што ја не ги оправдувам. Едно е да имаш ти некаква си владина делегација средба, па да оди ручекот на сметка на државата, друга е приватни ручеци се тера со службени картички, ако се терале. Не гледаме дека сите тие наводни скандали имаат некако финиш низ институциите. Ама тоа се луѓето кои што беа гласни тогаш, а сега ќутат. Кога излегоа картичките за бесплатен паркинг во Скопје, кога излезе некоја сума од околу 2 милиони евра на годишно ниво, дека го оштетиле буџетот на град Скопје, ќутат. И затоа се тие сите хистерични напади и према новите градоначалници на ВМРО. Павле Трајанов најави масовни протести против ВМРО ДПМН поради тоа што го објавиле овие скандал. Значи, тоа е голема структура. Ќе дојдат Павле, жена му. Едно комбе. И ако излезе некој доста си расположен од сапај. И доколку излезе некој од комбето, одма влага друг, али цело време партијата е на комбе. Ај малце поинаку да ја гледаме работата. Што е суштинскиот допринос на политичка партија кој Демократски сојуз во рурална Македонија? Дали ти можеш да се сетиш, да не земаме дека да тоа треба да добие дури орден Павле Трајанов, 8-те мина од Дубака кој што спаси еден куп македонски деца на времето да одат на фронтовите кога ја превзедоја архивата на една. Ајде да видиме што е последниве 10 години. Што е доприносот на Демократски сојуз за Република Македонија? Дали можеш да се сетиш на едно нешто што Демократски сојуз како партија го има, функционер од Демократски сојуз
го има направено во Република Македонија? Ја уште не знам, се наискрено ќе кажам, ова отворено прашање до ВМРО и сите нивни бивши лидери, и до СДС и до сите нивни бивши лидери. Јас искрено се уште не можам да сватам зошто Дом и Демократски сојуз ги земаат по коалиции кога практично тие политички партии пазарна вредност на избори имаат нула. Значи нула, немаат никакви гласачи. Например, они се на нивото на Шехтански, оној од Интегра е поим за нив, бе. Тој извади 10.000 гласа, како се викаше крупниот. Да, Љупчо Ристевски. Тој извади 10.000 гласа. Љупчо Ристовски со сите тие футуристички, не знам како да ги наречам, политики, е поим во гласови во односи на Дом и на Демократски сојуз. ЛДП има некоја вредност, не можеш да кажеш дека не. Да, излего јас, Ама Дом и Демократски сојуз се партии онака, во фамилија се собрале, си направиле партија, си имаат паркинзи 15 години у држава, они ги држат. Има институции кои ги држат, пратеници имаат. Тоа е сериозно, мислам, предмет за сериозна политичка обсервација. Јас мислам дека се од оние коалиции, ние имаме олку партии во коалиции, онолку партии во коалиции, вакви партии во коалиции, такви. Па што не му дадат Министерство на Стојанче Ангелов? 100 пати почесно ќе го води тоа министерство, што го води Павле Трајанов или Паркинзи. Нема врска. Тука можеме да се сложиме дека е така. Тука можеме да се сложиме дека поздрав до Стојанче Ангелов доколку. При тоа имаме еден момент кој што, знаеш како, јас тоа сум го зборувал и пред 2016 година. Во суштина Дом и Демократски сојуз и покрај сите бенефити кои што ги користеа од тогашното раководство на ВМРО, ДПМН и тогашната коалиција, беа првите кои што му свртеа грб на Никола Груевски. Па првите на Зоран Заев што ќе му свртат грб. Така е. Се сеќавате на просветлена изјава на Јана Поповска која кажа дека дошол спасителот, кога зборуваше за Заев, спасителот, месијата. Сега нешто го плюка гледам. Па добро, тоа се луѓе кои што знаете како бет кап, оваа морачанин е гуд кап, тоа се луѓе кои што ги именуваат ставовите како чорапите во согласно со нивните интереси. Тоа се луѓе кои треба да си водат куќни совети, да си бидат главни на фамилиарни слави, да бидат Ама тоа не го кажуваме јас и ти тоа. Никаков нека излезат на избори, ајде да видиме колку народ ги цени, колку народ. Они сакале да бидеме една изборна единица и цела држава и да немало прак. Тоа значи он со 800 гласа да си стане пратеник и да си фука 80.000 денари плата и да преговара таму за влегување во влада и во глупости. И да поддржува една вака крајна корумпирана влада, а наводно да се бори за некаква си борба против корупција. Нема никаков проблем, јас сум за една изборна единица со 2,5% прак. Тоа би значило дека во оваа констелација ВМРО ДПМН ќе имаше сега 57-8 пратеници. Да, јас сум за една изборна единица и тука не станува збор дека не треба да има една изборна единица, но треба да има прак. Јас сум да има прак, заради тоа што ако нема прак, тогаш би било тоа една таква каша попара. Дури јас сум и за да одиме чекор понапред. Зошто не имаме парламент од 120 луѓе? Зошто кога е на Словенија, кога по ист модел или според број на жители, според површина, според територија, некаде тука за тука, има 90 пратеници, ние имаме 120. Дали некогаш, Љупче, ти се сеќаваш да во парламент имало повеќе од 80-90 пратеници, освен кога, не знам, се бирала влада, кога се конституирал парламент. Тоа Али Ахмети не може баш да оди цело време. Дали еве, например, ајде да извадиме просек. Колку пратеници биле присутни по седници во последниве 10 години? Па ја тврдам дека не поминува бројка од 90. Зошто ние тогаш плаќаме екстра 30 пратеници? Зашто ако ние направиме еден парламент функционален од 90 пратеници, тогаш стварно ние пратеници кои што со години не се појавувале во парламент или тук там се појавувале, ќе мора да појдат и да присуствуваат и да работат во парламентот. Па тука можеме и Мендух Тачи да го ставиме во таа бројка. Па дури Неден Амди Бајрам, Бог да го прости, исто така беше пратеник со години, ние пар пати го видовме да се појави на парламент, кога требаше некој циркус да се Ама направи. и си спиеш, знаеш да си задреме, знаеш. Па добро, па
тешко им ја работат, изморени се. Цинго исто беше редовен Да. успење. Да, ајде ако веќе зборуваме за промена на изборниот модел, да видиме и што е со бројката на пратеници. Зошто да не е мнозински изборен модел? Еве, ај ќе си бираме у аеродромни пратеници кои ќе не представуваат императивен мандат. Ако не ми се свига како ме представува, да можам да си го вратам. И знаете, тогаш и политичките партии ќе бидат со намалена моќ, затоа што Самуел Малчевски, иако е од ВМРО ДПМН, ако е избран како пратеник на непосредни избори, 98 беа последни такви избори. Комбиниран мнозински и да, ќе ги представува жителите на аеродрома, не партијата, иако е од партијата со програма со се, а ако не ги представува добро, од аеродром ќе го вратат, ќе му речат дечко дојди назад, ќе си ставиме нов пратеник. Тука само има еден момент кој што треба да има што со помалите места. Тогаш би се изгубило значењето на помалите градови, зашто зашто ќе си имаат пратеник, зашто да немат Чешиново, Облешево, да речеме. Па добро, тука се Демирки, Сардемир, Капија, Валандово, се градови, Пехчево, Берово, Делчево. Зашто се? Кој што треба да пак ќе имаат пратеници. Ствар е липче на договор. Ако ние се договориме, и пак треба да имаме тогаш колку ќе брои парламентот. Па нека брои повеќе, ама нека бидат сите застапени, нека бидат демократски избрани. Нека брои 200, мене бројот не ме интересира. Ние дали ќе даваме плата на 80, на 120 или ќе даваме плата на 500, ама без патни трошоци, а нека овие што зимаат, си ги триклираат платите сега. Нас ни е исто, знаеш. Парите не се голем проблем во овој случај. Проблемот е што џабе ги плаќаме. Ме разбирате? Сега на пример е онаа со скафандерот, сега што е министерка, и колку плата да ја даеш, и 20.000 да ја даеш плата, и 80.000 и патни да ја платиш, џабе ги даваш парите. Така. Ги фрлаш парите во тастер на Зоран Заев. Ние предходно тој, например, таа пратеничка, ние не знаевме додека не се појави во скафандер. Ама не, кој ги знаеш ти? Кои се оние пратеници онде што седат? Ништо, тоа ти од партија им звони. Горди послушници. Некој тамо, дечко крени, ова сега ќе пројде, он крева рака, после тоа иде јаде за 70 денари плескавица во де факто и да ресторанот на собранието, 5 години имаме парламент кој што е нефункционален. И тоа е еден од клучните проблеми во Република Македонија. Што ние и покрај сите заложби, тоа се не се ни заложби, тоа се више квази заложби, не имаме парламент кој што еден пратеник совршено го опише. Совршено. Ако се секаваш на Иван Стоилковиќ кој кажа дека тоа било сточен пазар. Кога со насилие, со политичко насилие го менува уставот на Република Македонија, и мене до ден денес таа негова изјава ми одзвонува во глава, зашто идовме дека ништо не се смени, суштински не е сменето. Да, навистина е чудно. Што очекуваш од овие преговори Таче и Бугарија? Па не верувам дека нешто суштински ќе сменат. Ама дури знаете, ја го гледав мислам дека тоа е политички фолклор кој што ја го гледав Фрчко вика дека се е веќе договорено и само треба да се обзнани дека Заев више све договорил пред да си замине. Тоа го кажа Фрчко во едно свој интервју, мислам дека и колегата Ефтов беше. Тогаш го слушав јас. Мислам видов, прочитав нова. Ако е така, тогаш младите треба да ја напуштат декларацијата која што изгласана во собрание и тоа ќе СДСМ. Мислиш имаат проблем со тоа? Па мислам дека тука ќе зоврие веќе ситуацијата и дека ќе се соочат со голем отпор од граѓаните во Република Македонија. Мислам дека ВМРО ДПМН тука веќе не ќе може да седи во парламент, дека ќе треба да излезе од парламент и да ја почне битката на улица, што и подпредседателот Николовски, подпредседателот на ВМРО ДПМН Александар Николовски најави дека и тоа сценарио е реално, дека ВМРО ДПМН ќе излезе на улица, и не мислам дека нешто ќе постигнат. Ќе постигнат на тој начин, освен што дополнително ќе влошат така лошата ситуација во ВМРО ДПМН. Последното е дека работните групи во Софија ги утврдија роковите за исполнување на приоритетите, тие комисиите, нешто што ги правеа. Гледам тука седи Артан Груби како преговарач некаков. Не знам. Среќа што не ја однесоја Славјанка, може Бугарија ќе помислеше дека сакаме да ја нападнеме. Па не, Славјанка во овој момент се наоѓа во бункерот на Јасен, скриена од Владимир Владимировиќ Путин, кој ги има
пуштено. Суштинска е работата. КГБ. Уствари КГБ више не постои, уплашен од славјани. Ние можеме да саркастично дојдредавали, суштината е дека дури ние и формално правно да ги почнеме преговорите со Европска унија, што суштински тоа ќе дали ќе живееме подобро? Не. Дали ова влада има капацитет? Ќе има само поише пари за крадење и токму затоа нема да ги почнеме преговорите, затоа што дали никој ова од влада Европа има капацитет реално да спроведе ефективни преговори, да спроведе ефективни реформи? Само ќе има поише пари за крадење. Гледаме 5 години што сме? Ништо. А кога никаде. сме кај крадењето? И плюс уште една работа мора да бидеме фери и искрени, да кажеме на слушателите и на гледачите на фан страната на Радио Лидер, дека практично ние не можеме да очекуваме решение од оние луѓе кои што ја доведоа Македонија во ваква мизерна позиција. Они може само дополнително да креираат проблеми, не се способни да креираат решенија. Што Оливер Спасовски, човек на кој што прв пат се случува во историја на Република Македонија, да бидат фатени високи полициски функционери во шверц со дрога, мисле дека он нешто ќе смени? Не, гледаме дека ниту некој има одговорност, ниту МВР има нешто превземено во однос на тие функционери. Заборави, тоа било каква... Кога сме кај крадењето и кај одговорноста, одложено првото рочиште во случајот софтвери против Драги Рашковски, почетокот на судењето за случајот софтвери против поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски и 6 лица беше одложено денеска поради отсуство на една од обвинетите, Маја Силјановска. Во случајот покрај Рашковски и Силјановска, обвинети се и Ивица Димитриевски, Даниел Станчев, Ирена Ивановска, Игор Христов и Игор Ивановски. Судскиот процес го води судијата Фанка Јанчулева Михајловска, а застапник на обвинението е обвинителката Ивана Трајчева. Следното рочиште е закажано за 24 февруари. На 24 февруари му е роден ден на Стив Джобс. Може ова некоја порака е сега. И сега замисли, имаме ние една малце комична ситуација. Вчера Милијана Киески со оперирана нога со штаки го довлечкаја во суд да судат. Луда работа. Да му судат. А во паралелно со тоа снемало една од обвинетите во случајот на Драги Рашковски. За некој правдата е правда, за некој... И после сега ние сакаме да веруваме дека они имаат честни искрени намери, дека сакаат да направат некаква... Пази, да се разбереме. Секој оној кој што се огрешил од закон треба да одговара, но према и сите треба да имаме, или како држава, правосудство, треба да имаат исти однос, исти третман. Не може некој вие со штаки да го носите на ова, а некој туку така да не дојде. Не може некој 3 пати корона да го фаќа и никој да не се запраша, чекате луѓе, како 3 пати корона медицински феномен имаме ние во држава, а некого со штаки да носите. Тие се тие двојни стандарди кои што цело време, ако сте другар на Зоран Заев, или ако сте му помогнале на Зоран Заев, може да станете некој национален координатор за регионален развој и ЕУ интеграции, иако 3 години претходно истите тие ве обвинувале на пресконференција дека немате диплома, дека сте лажен доктор. За кој збориме? За Нола Исмаиловска Старова. И се замислете ние регионален развој и интеграција ќе тераме со човек кој што лажел дека дипломирал на медицинскиот факултет. Како? Тоа е таа шизофренија на овој хибриден режим кој што упорно се обидува да ни ја наметнат кој некакво сеопштествено. Немој така, нас Нола и Крсто не внесува во НАТО. Ширум ги отворија портите за да влеземе и да се интегрираме, а сега Русија нека му ја мисли. Се имаме сега и Славјанка на челу колоне, имаме армија која број помалку од руските пинг-понгари, но ние ќе направиме се за таа војна. Ја почнуваме оваа емисија, ја завршуваме. Помина? Ја завршуваме оваа емисија како што ја почнавме со трагедијата на нашето општество. Се надеваме дека работите премалку ќе завладее разумот. Само чувствуваш дека ова не важи само за СДС, ама дека се поише интелектуалците бегаат од партиите. Ретко некој да... Па види, кој ќе видиш, например, кои луѓе активно ти се бават со политика, кои луѓе активно се чинители,
кој ќе видиш како се станува министер преку ноќ, како се станува пратеник преку ноќ, директор преку ноќ. Кој ќе видиш дека шефот на кабинет на премиер, кој што треба да е во првите 5 луѓе во државава, мизерувал за едно паркинг место во Скопје, место да биде господин човек, не ме ни чуди што се повеќе и повеќе интелектуалците избегнуваат, или како беа оние информации кои што беа во јавност, не знам колку интелектуалци одбиле да членуваат во една ваква влада кој што ја предводи Тачко. Видиш кој ти е премиер пред се и како е станат премиер, што да очекуваш, Лјупче, кажи? Пропаст. Што да очекуваш? Која е пораката која што ние ја праќаме на младите во државава? Оди мизерува и... Нема потреба некој да им праќа порака, младите во оваа држава совршено знаат дека најдобро решение за нив е да се иселат. Тоа е нешто против кое што треба сериозно. Како ќе се бориме со ваков систем во кој најдолните се најгоре, а најгорните не можат да најдат работа? Нормално, дека секој кој има три чисти во главата, наместо да седи овде и да се расправа со овие глупости, ќе се отиде во Германија, во Мислам дека проблемот на работа не е толку сериозен во државава, колку што е сериозно немањето институции, нефункционирањето, оваа сурова партизација која што не се случува. Например, еден мој другар пред година дена се замина за Германија. И отишол таму у зоолошки и директорот бил ист како Чомбе. Не. Значи и тој и сопругата негова работеа на убави позиции, убаво заработуваја, но неговиот муабет беше дека тоа што мора за еден извод од матична книга да чека 10 дена и да моли на шалтер некој службеник со едва и 8 одделение завршило, било клучна причина зашто се сели од државата. Че кај нас не се селат луѓе кои што не знам, не може да најдат работни места, кај нас се селат луѓе на убаво платени работни места. Цели фамилии не се случува да ни се иселат. Така да поголем проблем е тоа што ние од, ајде да кажеме, како викаја заробена држава, сега сме оковани во пранги држава. Еден добар... Пази, Лјупче, кога човек убива во сообраќајна несреќа, човек на премин од стража и добива 6 месеци условна казна, а некој за кебапчиња, за марули на пазар, ама тоа е парадоксот на ново општество. Една реченица целата наша емисија, известен Роберт искоментирал овде, вели, овие бандити од власта за 30 денари паркинг се продаваат, очекуваме државни и национални интереси да бранат. Да, тоа апсолутно е во право. Мене ќе ми истече од зонското паркирање, кое го немаме овде нормално, ние сме во зграда со приватен паркинг, но се шегуваме, нели? Кај да треба да ставиме крај на оваа емисија, ти благодарам многу, Самуел. Благодарам на поканата. Ќе се видиме во некоја наредна прилика, секогаш ми е драго да разговарам со тебе. И мене исто. Иако сме истомисленици за голем дел од работите. Во суштина ова ја и ти што го дискутираме тука, пар пати сме го правиле муабет на кафе. Ама секој нормален човек треба да биде истомисленик со нас, но има нормални луѓе, има славјанки. И некој што се продава за 30 денари паркинг. И некои кои се продаваат за 30 денари паркинг, се најавува поевтинување на паркингот во Скопје од градоначалничката Данела Арсовска. Тоа значи дека малку ќе биде полесно за сите оние функционери на СДСМ кои претходно плаќале 0, сега ќе треба да плаќаат 30-40 денари, па ако падне на 25, некако и ќе се трпи. Мора сите да живееме заедно во оваа држава, па и нив да им се удостои малку да паркираат што е можно поевтино. Јас сум Лјупчо Златев, денес е 25.1.2021 година. Ова е Утро со Златев, кое више станува предпладне. Техничката реализација е на Горан Лазаровски и Димитар Митровски. Вие следите Радио Лидер, останете со нас, следува одлична музика, а после има и вести. Поздрав!